за урбаните вести. Добро дојдовте. Реновирана е уште една градинка во општина Бутел. Повеќе на оваа тема ви прикажуваме веднаш по генералната најава. Останете со нас. Реновирани повеќе простории во градинката 11 октомври во Бутел. За почист воздух, екоактивистите бараат користење јавен транспорт, централно грејење и еколошки горива. Се обележуваат пешачки премини на повеќе локации во Скопје. Од 19 ноември во Ѓорче Петров ќе биде отворена канцеларија на УЈП. Заврши реновирањето на повеќе простории во матичниот објект на детската градинка 11 октомври во општина Бутел. Сменети се сите прозорци, обезбеден е секаков вид играчки за децата, а набавена и најсовремена дидактичка опрема за деца со пречки во развојот. Целата инвестиција е во износ од 2 милиона денари, обезбедени од буџетот на општина Бутел. Општина Бутел активно работи на обезбедување современи услови за децата во детските градинки на нејзина територија. Деновиве заврши реновирањето на повеќе простории во матичниот објект на јавната установа детска градинка 11 октомври. Со реновирањето опфатено е репарирање на паркетот на површина од 450 метри квадратни. Поставен е нов ламинат во ходниците на површина од 68 метри квадратни, а висината на потрошените средства за оваа намена изнесуваат 430.000 денари. Поставени се 110 нови прозорци и 14 влезни врати, за кои општината потроши 1 милион и 500.000 денари. Исто така набавена е најсовремена дидактичка опрема за децата со пречки во развојот, најсовремени детски играчки и 5 мали и 2 големи трамболини, во вредност од 435.000 денари. Директорката на градинката Луција Кировска истакна дека за издвојување е фактот дека оваа градинка е прва во Скопје која има смарт табла. Оваа година матичниот објект се реновираше потемелно. Градинката е отворена 1978 година и оваа година направени се покрупни градежни зафати. Заменета е целосно надворешната столарија со ПВЦ нова столарија, струган и лакиран е паркетот во сите занимални на дечињата, да се овозможи побезбеден, посигурен, поздрав престој. И најважно од се е што оваа година општина Бутел одвои финансиски средства да помогне на дечињата со посебни потреби, купувајќи спортски реквизити, трамболини и друг дидактички материјал, исклучиво наменет за децата со посебни потреби. По повод реновираните простории на градинката, денеска децата ги посети и градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, кој истакна дека грижата за најмладите продолжува и додаде дека во континуитет ќе се работи за подобрување на севкупните услови за децата во сите 6 градинки на територија на општина Бутел. Пред една година ќе обрнуваме многу внимание на децата и на нивниот развој, заради тоа општината реши да го реновираме објектот кој што изграден 78 година во населбата Скопје Север. Инвестицијата е негдека повеќе од ситно 2 милиони денари, кои што општината ги даде со цело срце. Градоначалникот Смилевски додаде дека општина Бутел работи на изградба и проширување на сместувачките капацитети во детските градинки. Во моментов згрижени се 1164 деца, а капацитетот на градинката е за околу 900 деца. Во моментот имаме 1100 дечиња, но нашиот капацитет е за 900 дечиња. Сите се средени, ги запазуваме стандардите затоа што и од Советот на општина Бутел добивме одобрение за зголемување на капацитетот. Листи на чекање за разлика од претходниот период веќе немаме. Се работи значи со сите дечиња кои што живеат на територија на Бутел. Мултиетнички оддел е сосема прифатен во градинки. Инаку општина Бутел е една од ретките општини каде нема листи на чекање за упис на децата во градинка. Во организација на невладината организација Зелен институт денеска беше организирана конференција на тема како до почист воздух во градовите. Во рамки на конференцијата беше нагласено дека за намалување на загадувањето потребно е намалување на цената на јавниот превоз, користење еколошки горива и приклучок на домакинствата кон централното грејење.
Користење јавен транспорт, приклучување на централното грејење на граѓаните, користење еколошки горива како мерки за намалување на загадениот воздух, беа презентирани на денешната конференција на тема Како да почист воздух во градовите, во организација на НВО Зелен институт. Маја Морачанин, председателка на ДОМ, вели дека во овој период, кога загадувањето на воздухот достигнува енормни димензии, треба да се преземат итни мерки. Во однос на загадувањето кое доаѓа од домаќинствата, предлог мерка е да се приклучат што поголем број граѓани на централното затоплување, да се помогне финансиски во намалување на ДДВ-то од 18 на 5%. Екоактивистите предлагаат намалување на цената на билетите на јавниот транспорт за 50% во зимскиот период и воведување на зелен 24-часовен билет, кој што еден граѓанин би можел да го користи на различни дестинации. Исто така многу е важно да се зголеми бројот на нови автобуси со еколошки стандарди 5 и 6, еколошки почисти кои не го загадуваат толку воздухот и да се воведат нови автобуски линии, додаде Морачанин. Како што посочуваат екоактивистите, проблем представуваат и неформалните мали загадувачи кои треба да бидат предмет на поинтензивни контроли. Со цел да се обезбеди поголема безбедност на пешаците, јавното претпријатие Улици и патишта деновиве интензивно работи на поставување на нова хоризонтална сигнализација. Во моментов се работи на улицата Благоја Стивковски во Маџари, а акцијата се очекува да продолжи и во другите скопски општини. Овие денови интензивно се одвива бележење на пешачки примени на улица Благоја Стивковски во општина Газибаба. Истото ќе продолжи во наредните денови. Јавното претпријатие Улици и патишта информира дека по налог на градот Скопје, обележувањето на хоризонталната сигнализација ќе продолжи на друга локација каде што ќе биде проценето дека има потреба од освежување на хоризонталната сигнализација. Во рамки на акцијата за поставување на нова хоризонтална сигнализација ги прашавме одговорните во Улици и патишта како се одвива поставувањето на платоата за смирување на сообраќајот. Од таму добивме одговор дека такви платоа се веќе поставени на улиците Борис Сарафов, Козле кај бензинската пумпа на Мак Петрол, како и на улицата Тодор Александров. Целта на поставувањето на овие платоа е да се намали брзината на движење на возилата на овие потези, со што ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот. Во текот на наредниот период планирано е поставување на наведените платоа и на булеварот Втора Македонска бригада. Ова е позитивен пример од европските метрополи кои јавното претпријатие Улици и патишта го применува за регулирање на сообраќајот и обезбедување безбедност на пешаците кои преминуваат улица. Обележувањето на хоризонталната сигнализација најде на позитивни реакции кај граѓаните кои велат дека необележаните пешачки премини често се причина за сообраќајни несреќи со човечки жртви. Покрај необележаните пешачки премини, несовесното управување со моторно возило е исто така причинител за сообраќајни несреќи. Потсетуваме дека во Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата категорично е утврдено дека на дел од патот по кој се движат деца или се поставени сообраќајни знаци за учество на деца во сообраќајот, возачот е должен да вози со особена предпазливост и со брзина, што ќе овозможи да го запре возилото во случај на потреба. Казната за непропуштање пешак на пешачки премини изнесува 200 евра. Остануваме на тема безбедност во сообраќајот. Со цел поголема безбедност на движењето на пешаците, СВР Скопје, градот Скопје и општина Карпош одлучија во дел од населбата Карпош 4 да ја ограничат брзината на возење на 30 км на час. Во соработка со СВР Скопје, градот Скопје и сообраќајни инженери, во дел од општина Карпош ќе се воведе зона 30, со што ќе се ограничи брзината на движење внатрешно во населбата. Ова ќе се однесува на сервисните улици во Карпош 4, со цел да се зголеми безбедноста за сите учесници во сообраќајот, а особено пред основните училишта и градинките во Карпош 4, но и да се намали сообраќајниот метеж пред трговскиот центар Ситимол. Општина Карпош почна да поставува нова хоризонтална и вертикална сообраќајна сигнализација низ сервисните улици во урбаната заедница Карпош 4. Ќе се постават нови 250 знаци, при што посебно се става акцент на
воочливи и интерактивни знаци пред училиштата и градинките. Исто така ќе биде поставена нова хоризонтална сигнализација во должина од 2400 метри квадратни со околу 80 нови пешачки премини. Како што информираат локалните власти, овие промени се прават врз основа на сообраќаен проект за измена на режимот на сообраќајот. Со цел да им се улесни на граѓаните на Ѓурче Петров да го избегнат метежот во дирекцијата на УЈП при пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на персонален данок. Во урбаната заедница Ѓурче Петров ќе биде отворена канцеларија на Управата за јавни приходи. Од 19 ноември до крајот на годинава стартува со работа канцеларијата на Управата за јавни приходи намената за годишна даночна пријава, која ќе биде отворена во урбаната заедница Ѓурче Петров, поранешна очна амбуланта Ленс. Како што информираат од општина Ѓурче Петров, оваа канцеларија која што се утвора во соработка со УЈП има за цел да им улесни на граѓаните на Ѓурче Петров да го избегнат метежот во дирекцијата на УЈП при пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на персонален данок. Истата ќе функционира секој работен ден во текот на работното време, со можност за продолжување на времето доколку има потреба. Откако Управата за јавни приходи го представи новиот модел на пријавување данок, јавноста ја вознемирија неколку прашања и нејаснотии. Имено за разлика од досега, кога обврска за пријавување данок имаа единствено лицата кои оствариле дополнителен приход покрај платата и пензијата. Од сега оваа законска обврска ќе важи за сите. Но некако досега, кога со пополнета пријава се одеше во некој од шалтерите на УЈП, туку оваа обврска граѓаните ќе мораат да ја направат електронски. Ваквата новина најмногу ги исплаши повозрасните граѓани кои се недоволно запознати со начинот на електронско пријавување, а покрај тоа и не се во можност да ги користат интернет услугите на мобилните оператори. Од УЈП велат дека целта е да се намалат турканиците на шалтерите и да се олесни процесот на работа, за да им се овозможи на пензионерите да ја исполнат оваа законска обврска. Ќе бидат ангажирани и мобилни канцеларии кои ќе бидат присутни и во најоддалечените села во Македонија. Лицата кои немаат пристап до интернет или од други причини не се во можност електронски да се регистрираат, ќе можат да ополномоштат друго лице и во негово присуство да отидат на шалтер и да ја примат пријавата. За тие што нема да ја испочитуваат законската обврска, од УЈП најавуваат парични казни. Јавното предпријатие Паркови и зеленило прави подготовка за големата есенска акција за садење во рамки на која ќе бидат засадени 3500 висококвалитетни листопадни садници. Во рамки на акцијата ќе бидат засадени 3500 висококвалитетни листопадни садници на повеќе локации во сите скопски општини. Дрвјата се набавени од град Скопје, за што од буџетот се издвоени 12,5 милиони денари. Подготвителните активности течат, се копаат дупки, а неквалитетната се заменува со плодна земја. Дрвјата ќе бидат засадени долж градските сообраќајници, во средишните жардинјери на булеварите, во парковите, на локации каде што биле исечени, како и во дрворедите каде што треба дополнување. Во основното училиште Владо Тасевски во општина Карпош се појави шуга. Имено станува збор за ученик од второ оделение кај кого и претходно била евидентирана оваа состојба. Учениците денеска беа ослободени од настава со цел да се изврши дезинфекција на училиштето. Во основното општинско училиште Владо Тасевски во Козле, општина Карпош, евидентиран е еден изолиран случај на шуга. Инфективното заболување е присутно кај едно лице, ученик од второ оделение, а заради превентивни причини, сите ученици од утринава се ослободени од настава. Изолираниот случај на шуга повтор пат се појавува кај истиот ученик, поради недоволна семејна грижа за личната хигиена. Оделението за детска, социјална и здравствена заштита при општина Карпош и Центарот за јавно здравје веќе се во комуникација со матичниот лекар, специјалист дерматолог, кој констатирал шуга кај ученикот. Од општината уверуваат дека нема простор за паника, бидејќи кај ниту еден друг ученик не се појавени симптоми на ова заболување. Како што информираат од општината, во изминатиот период направена е редовна дезинфекција на училиштето. Во текот на денешниот ден ќе се направи уште една вонредна дезинфекција. Редовната и непречена настава во училиштето ќе продолжи во понеделник на 19 ноември.
Посебен режим на сообраќај ќе биде воспоставен утре и задутре во Скопје во периодот од 7 до 17 часот и 30 минути поради одржување меѓународен кружен натпревар во автомобилизам Скопје 2018. Посебен режим на сообраќај ќе биде воспоставен утре и задутре во Скопје во периодот од 7 до 17 часот и 30 минути поради одржување меѓународен кружен натпревар во автомобилизам Скопје 2018. Во соопштението испратено од МВР се вели дека утре и задутре во периодот од 7 до 17 часот и 30 минути ќе се одржи меѓународниот кружен натпревар во автомобилизам Скопје 2018 на потегот од крстосницата на булеварот Крста Петков Мисирков и булеварот Гоце Делчев, право до крстосницата на булеварот Гоце Делчев и улицата Беласица, до надвозникот на железничката пруга на исток, северно продолжува до кружниот тек, јужно до крстосницата на улица Владимир Комаров и улица Беласица во Скопје. Од МВР апелираат граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници по сообраќајниците, каде што ќе се движат учесниците. Денеска имавме облачно време со повремени сончеви периоди и температура до 12 степени. Утре не очекува претежно облачно време со температура до 8 степен. Во недела нешто постудено со температура до 7 степени, во понеделник повторно 8, а во вторник повторно 7 степени. И уште една информација пред да се одјавиме. Заради технички зафати во дистрибутивната електромрежа, утре без електрична енергија ќе бидат делови од општина Кисела Вода, соопштуваат од Иван Македонија Скопје. Во периодот од 8:30 до 11 часот и 30 минути прекин во снабдувањето со електрична енергија ќе имаат корисниците од улиците Марко Цепенков во општина Кисела Вода. Ова беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетувајте ја нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување и убав викенд.